Нема да ја одложам проповедта, затоа што има малку луѓе во црквата, како што некои се навикнати да доаѓаат околу причастниот кога се пее и тогаш да ја слушаат проповедта. Затоа што местото на Словото Божјо и проповедта, односно толкувањето е на ова место во литургијата. И ние можеме да одлагаме, ама ништо нема да добиеме ако на луѓето кои треба да бидат во црквата им направиме отстапка во ова што е важно, а тоа е нивното доаѓање во црквата. Затоа ќе проповедам секогаш после Евангелието, па кој дошол, кој слушнал. А денеска Евангелието е кратко, ама многу богато по содржина. На едно место, токму во Евангелието се вели немој на братот свој да му велиш лудак. А овде, како зборови од Господа се изледени за овој човек кому нивата многу му родила и кој сакал да направи магацини за да ги ја собери летнината, да му рече Господ безумниче. Безумник значи нема воопшто ум човек. Значи уште помалку, односно уште пониско од луд човек е безумникот. Зошто Господ го употребува овој термин безумник на човекот, што ќе речи вака во секојдневицата, секој истото би го направил, ако нивата му роди многу, тој ќе направи поголеми магацини, за да може да го складира она што е родено, да може да го продава преку целата година. Безумството, браќа и сестри, е во зборовите што ги слушаме од овој човек, дека радувај се, душо моја, за многу години ќе имаш да се веселиш. Тие се лудите зборови, зашто Господ му вели како го велиш тоа лудаче, со други збори, кога вечер ќе дојдам и ќе ти ја земам душата. Ова денеска е модерно да се зборува за идентитетите. Идентитет, особено во нашава држава, сме го губеле идентитетот или сме го добивале, но што е друго идентитетот освен ова што го читаме во денешното Евангелие? Да ставиш најважна работа во нешто. Ето е тоа идентитет. Ако ја ставиш најважна работа да ти биде летнината која собираш и богатството кое можеш да добиеш од неја, на вистина тогаш си безумен. И со право е употребен овој збор дека таквиот човек е безумен. Колку луѓе денеска го ставаат својот идентитет на материјалното богатство? Работата од утро до вечер, напорна работа. И никој не може да им каже дека се не трудолюбиви. Меѓутоа, што им е прво? Прво им е Бога и вечниот живот, или она што е споредно, а тоа е да се опстане овде на земјата, па дури често пати, како што вели овој безумен човек, и раскошно тоа да се направи. Да се живее многу богато во овој свет. Ќе поминат, браќи и сестри, брзо 100 години кои ни се дадени за живот. Ако ни се дадени 100 години. Ама и 100 да се, брзо ќе проминат како еден ден. И тогаш, што ќе ни е богатството кое сме го стекнували, цел живот сме го потрошиле за да стекнеме некакво богатство? Можеме
да си го продолжиме животот за едно влакно? Не можеме. А ако тоа не можеме, тогаш кој е идентитетот кој е поважен од сите други? Тоа е верата во Бога и животот со Бога. Се друго понатаму е втор, трет, пети, десети идентитет, зашто ние, луѓето, имаме многу идентитети. Не како што некој денеска сакат да ни кажат ова е идентитет наш. Не, ние имаме многу идентитети. Прво тука во црквата сме собрани мажи и жени. И тоа е идентитет. Едниот има идентитет машки, другиот има идентитет женски. Меѓутоа, што е прво во животот? Тоа е најважното. Прво е Господ и животот со Него и заедницата со Него. А ако тоа го ставиме на втор или трет или последен план во животот, тогаш сме изгубиле се. Ако при тоа ова, заедницата со Бога, ја ставиме на прво место, тогаш можеме да имаме уште милиарда други идентитети. И треба да имаме, сигурно. И треба да собереме летината, и треба да живееме богато во овој свет, зашто Господ наш е богат. И тој ни дава енергија богато да живееме. Ама не нашиот идентитет да биде во богатство. Како на овој безумен човек што денес прочитавме во Евангелието, дека цел идентитет, се што постои за него, е тоа богатство кое ќе го стекне или кое го стекнал веќе. И тогаш што добива човекот во животот? Ќе го остави богатството и гол ќе си замине од овој живот. Нема со што да излезе пред Господа. Со богатството, пет пари кои ги спечели во животот, тие пред Бога нешто значат? Ништо не значи. Затоа што Господ наш е Господ богаташ. Се има. Ако имаме представа за некој кој се има и ништо не му треба, тоа е нашиот Господ. Тој зато го викаме совршен дека е. Никаков додаток не му треба на нашиот Господ. Ама тоа се што го има, тој ни го дава нас. Затоа што ако имаме заедница со Него, ако сме научили да постоиме за Бога, а не да постоиме самите за себе за собствениот егоизам, ако сме научили така да живееме и така да постоиме, тогаш Господ с цело богатство што го има нам ни го дава, зашто тоа на неговите наследници им припаѓа, а ние сме негово наследство. Ние сме Божиото наследство. И така треба да се однесуваме одговорно. Ако сме наследници на нашиот Бог, тогаш да бидеме домаќини во овој свет. Така и се вика и оваа служба воопшто домострој. Ние го украсуваме и го надградуваме нашиот дом. Спасението на светот се вика домострој. Ние надградуваме се што има во овој свет. Не го трошиме за бадијала, не го арчиме. Од тој аспект, овој човек за кој историја прочитавме во денешното свето Евангелие, правилно постапува. Не сака да го растури богатството. Едно грешно постапува, што за тоа богатство нема благодарност од Бога, дека Господ му го дал. Кога нема благодарност од Бога, Господ може да дојде во секое време и да му рече безумниче. Дојдов да ти ја земам душата. И што ќе ти е сега што градиш магазини за да собериш лептината? Тоа треба секогаш да го имаме на ум.
ние црквените луѓе и да ги поучуваме и да ги надградуваме, нашите роднини, нашите пријатели и нашата околина. Затоа што тоа е наша должност. Ова што сме го научиле од Божите зборови, треба да го пренесеме на нашите ближни. Не со сила, не со напрегање, туку слободно да го прифатат животот во Бога. Како што сме го прифатили и ние, како што ние денеска во недела дојдовме порано. Другите ќе дојдат подоцна, нема да слушнат оваа проповед. Ама ако вие им кажете и ним, на домашните, на ближните, на пријателите, дека чекај, време за да дојдеме на литургија од почетокот, кога почнува литургијата, кога свештеникот вели благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, тогаш треба да бидеме присутни во црквата, за да тргнеме на тоа божествено патување, кое е патување за вечност. Ние на секоја литургија патуваме во вечноста. И така треба да го живееме животот. И од вечноста, условно речено, се враќаме во сегашноста. Зашто за нас, христијаните, постои само вечност. Минато го делиме времето на минато, сегашност и иднина. Меѓутоа, она што нас не остварува е само иднината, затоа што во времето, кое е измислена категорија, вечноста има значење пред Бога. Господ е вечен, нашиот Бог е вечен Бог. И за него нема време. Затоа и знае не само како што ние знаеме она што се случило во историјата, туку знае и она што ќе се случи во иднината, затоа што нема време. Така да живееме, браќи и сестри, така да се поучуваме едни со други, така да се надградуваме едни со други. Зашто животот наш е живот со Бога и овој идентитет кој го промаши овај богат човек, кому нивата му роди многу, ние да го стекнеме. Ништо поважно да немаме од Господа и нашиот Бог, кој ни се објави како Света Троица, Отец, Син и Свети Дух. Ништо друго да немаме поважно. Тоа е првиот идентитет. Било да сме во мажи или жени, било да сме во брачна состојба или безбрачна состојба, било да сме на едно или друго работно место, било во каква ситуација да сме, најважно од се е да го славиме нашиот Бог во Троица. А ако тоа го имаме како живот, во сегашноста и во иднината, од ништо нема што да се плашиме, затоа што нашиот Бог е со нас. Ке имаме тешки моменти. Животот ни дава тешки моменти заради искуство да стекнеме. Каков би бил животот да нема тешки моменти? Нека има, ама само Господ да биде со нас. Тоа го бараме, тоа го славиме, тоа го доживуваме и тоа го проповедаме. Милоста Божја нека биде со вас, нека ве храни, нека ве чува во сите дни на вашиот живот и да го славиме Бога во Троица кој ни се објави Отец, Син и Свети Дух.